големи капацитети, нешто што може општината сама, со тоа што 70% од буџетот ни оди во плати и тековни трошоци, практично со 30% од тоа што преостанува не можеш да планираш развој за општина, доколку ги нема нашите пријатели кои така помагаат со повици и Ако убаво разбрав, значи и тоа логично е така. Вие сте актуелен градоначалник, имавте мандат и на некој начин вашата порака е сега барате доверба за да го довршите тоа што е започнато и да продолжите онаму каде што исто така има потреба. Го нагласувате економскиот момент, потребата од нови инвестиции и тука повторно се враќаме на неминовната и соработка со град Скопје и соработка со владата, освен поддршката од Советот. Како гледате на таа приказна? Да, кредитот, аплицирањето со проектите се еден момент, меѓутоа ова налага малку поинаква, поширока перцепција на проблемот. Нели за да се привлече странски инвеститор, го споменавте дури и коридорот 8, што дури можеби сака и поширока регионална геостратешка анализа во приказната. Па не би рекол дека е сега тоа некоја научна фантастика за да се успее да се направи тоа, со оглед на тоа дека нели сега 2024 ни се доделени еден дел од парите за унгарскиот кредит, 2025 вториот дел. Ние очекуваме во 2026 со третиот дел веќе, доколку ни помина деталните урбанистички планови, веќе да започнеме со градење на таа локална инфраструктура, која и како е битна за развојот на економијата во нашата општина. И тука не знам, не треба да Мислев на координација со владата во смисла на нели коридорот 8 подразбира и малку поинаква инфраструктура која што регионално поврзува. Да, ама тука имаме ние сето тоа што треба, излез од автопат, значи локални патишта кои ние треба да ги изградиме и да го споиме излезот на автопатот за да можеме да бидеме конкурентни. Владата секако ќе помогне, се надевам дека ќе помогне во тој дел. Не верувам дека